Океј, дечки, денес ќе зборувам како да го имаме тоа што го сакаме и кога доаѓа нештото кое што го сакаме. Интересна тема. Кога доаѓа нештото што го сакате. Сега, прво треба да имате нешто да го сакате. Вете, имате луѓе кои што се многу разочарани од животот, веќе неќе да имаат ништо. Зашто не го добиле нештото и неќе да имаат ништо. И тука е најголем проблем. Пори тоа што ако умот не знае што сака и што треба да добие, нема игра, нема заложба, нема енергија, креација. Ако вие немате цел, и ако сте имале некоја желба, не сте ја добиле, сте имале желба, не сте ја добиле, сте имале желба, не сте ја добиле, што прави човекот? Става да нема цел, нема цел, нема цел, не става цел. Сега, ако ти немаш цел, немаш зашто сабајле да се будиш, немаш зашто енергија да креираш, немаш зашто да се заложуваш, ја немаш играта во животот поради тоа што ја немаш целта. Прво мора да имате нешто кое што ви е важно. И мора да остане важно. Знаете, луѓето кога целта им ја снемува, кога веќе целта не е важна. Многу е важно да остане важно, затоа што ако остане важно, тогаш имаме фокус, ако имаме фокус, имаме енергија, ако имаме енергија, имаме акција, ако имаме акција, имаме резултат. Сега, поентата е дека на луѓето не им е важно веќе. Но гледайте, ќе кажам една работа која што, не знам, ќе објаснам најдобро. Има убав цитат од филозофот Хабард, вели најголемата цел во овој универзум да се искрира ефект. Ако вие немате некоја цел да искрирате некаков ефект, да направите некаков ефект, целта да ја постигнете, тогаш ја немаме играта, тогаш не сме во добра состојба, поради тоа што не креираме ефекти врз животот, затоа што ние сме душа, ние сме енергија која што е причина и која што креира ефекти врз околината. Колку сме повисоко по скалата на емоции, поубави ефекти, колку сме пониско по скалата на емоции, понеубави ефекти. Затоа човекот кога е љут, надразнит, нервозен, што и да е, он креира негативни ефекти, кога е во позитивна енергија, креира многу убави позитивни ефекти. Ама што значи да креираш позитивен ефект? Тоа значи да имаш некоја цел која што ти е важна, затоа што се дека ти е важно, ти имаш енергија која што ја ствараш. И тоа е најубавото нешто што го имате. Видите, размислете, што е најубавото нешто што го имате во животот? Желбата да дадете позитивна енергија за нешто или за некого. Желбата да дадете позитивна енергија за нешто или некого, според мене, е најубавото нешто што човекот го има. Пори тоа што тогаш има све. Имате луѓе што имаат материјални еден куп добра, ама немаат веќе позитивна енергија што сакаат да ја дадат на околината, немаат многу. Пори тоа што го немаат квалитетот на убавата енергија која што има човекот, кој што знае што сака и знае на кого таа убава и позитивна енергија да ја даде. Ама ако човекот го сменил мислењето за целиот човечки род, дека е негативно, дека луѓето се за негативни, дека се вакви, дека се онакви, имате некои луѓе поише на животните им веруваат отколку на луѓето, тоа леј, на луѓето нема да им даваат толку убави многу добри работи колку што ќе им даваат на животните. Сега, ако човекот го одржи добриот став кон човечкиот род и кон луѓето, се уште ќе сака да даде енергија за луѓето околу нив, за работите околу нив, за работите околу него и така натаму. Сега, гледайте, кога човекот го добива нештото кое што го сака? Луѓето се исплашени да не изгубат. Луѓето се исплашени да не бидат поразени. Така. Но дел од играта во животот е човекот да победи и некогаш да биде поразен. Па што? Продолжува понатаму и после многу неуспеси некогаш може да дојде до победа. Проблемот е што поразите си ги зима лично и после еден период се разочарува од тие порази и прекинува да креира енергија. Сега, кога имате нешто што ви е многу важно, ако ви е важно нештото, ајде да кажеме што може да му биде важно на некој човек. Може да му биде важно на некој човек да игра кошарка во некој клуб. Измислувам сега примери. Гледате, важно му е некој човек да игра кошарка во некој клуб. Ама ајде замислете, он сака да игра во работнички или сака да игра во МЗТ, ама неќе да игра во некој друг клуб, затоа што мисли дека работнички или МЗТ се најдобрите клубови и така натаму. Тоа е негово мислење. Така. Сега гледате, он толку е фиксиран, толку многу е сконцентриран дека мора да биде таму, дека мора да биде во тој клуб, дека мора да биде такво нешто,
да ако го одбијат едниот и другиот клуб, некојаш се разочарува до таа мерка да повеќе не сака ни да тренира, не сака ни да игра. Видите, на него целта му била да игра и да победува во играта наречена кошарка. Ама дали ќе игра во Работнички, дали ќе игра во МЗТ или дали ќе игра во било кој друг клуб во Македонија, не е до толку важно колку што е важно да ужива во играта и да ужива во тоа што го прави, затоа што веројатно неговата првична идеја бил да игра кошарка, затоа што играл кошарка, играл на уличка кошарка, играл во мало кошарка и му било окей да игра кошарка. Се му станало важно да игра во МЗТ или да игра во Работнички. Не го примаат во МЗТ и во Работнички, човеков се разочарува до тој степен да воопшто не сака да игра, но поентата било да игра кошарка. Гледате, имате некоја девојка или некој момче кој што сакал да има брак, ама не успел еден брак, не успел една врска, што и да е, сега човекот се разочарува да општо неќе да има брак или врска. Гледате, не е поентата да имате можеби брак и врска со тој човек. Би било убаво да го имате со тој човек. Но можеби не можете да го имате со некој човек. Поентата е дека сте сакале да имате брак, можеби поентата е дека сте сакале да имате хармонична атмосфера. Тоа е целта која што не треба да ја загубите. Но ако не е можеби со едната особа, може да ја направите со другата особа. Гледате, човекот може сакал да се, не знам, да зборува и да има јавен настап. Или еве сакал да работи во некоја компанија. Ама не е поентата да работи во, да он може би сака да работи во конкретна компанија. Добро, ама ако таа конкретна компанија не те прифати, немој да ти паѓа желбата да работиш во некоја компанија и да се докажеш и покажеш колку вредиш, затоа што може тоа да го направиш во друга компанија. Поентата што ми е? Гледате, поентата е дека луѓето многу често се врзуваат за некој. Знаете, имаме цел која што може да биде општа цел. Како примеров со дечково сака да игра кошарка. Примерот со дечкото или девојката сака да има среќен брак. Примерот со човеков дека сака да има работно место или сака да има компанија, ама он мисел дека треба да има компанија со тој партнер, ама гледа дека со партнерот не му функционира, со партнерот не му иде, човеков се разочарува. Не се разочара ако не ти иде со тој партнер. Може да најдеш друг партнер и може да отвориш компанија сам. Поентата ми е, гледај големата цел. И таа нека ти остане се уште таму. Дал помалите работи во таа цел се погодени или не се погодени, не е до толку важно колку што е важно да ја реализираш замислата која што ти ја имаш, да го реализираш тоа што си сакал да го постигнеш, да го искриеш ефектот што си сакал да го постигнеш, поради тоа што ефектот кој што сакаш да го постигнеш можеби нема да го постигнеш во тој конкретен момент, во тој конкретен пат, но можеби ќе се отвори друг пат за да го постигнеш ефектот кој што си сакал да го постигнеш ти. Можеби нема да биде Работнички МЗТ, може ќе биде друг клуб, каде што ќе те видат скаути, па ќе те однесат во некој уште поголем клуб во странство или така натаму. Можеби во Работнички МЗТ никогаш немали да ти даат шанса, си требал да имаш таа шанса. Ете, луѓето се врзуваат за конкретниот елемент во големата цел. И ако тој еден елемент го снемува, нивната цел знае да пропадне. Друго нешто, кога доаѓа работата, многу често луѓето се обседнато фокусирани на нешто. Сега, обседнато се фокусира на нешто не мора да биде лошо, ајде да го објаснам зборот обседнато фокусиран. Гледате, кога човекот е обседнат на убав начин, ајде да го дефинираме тој термин, обседнат на убав начин, што значи дека цело време има фокус и цело време е заинтересиран за нешто. Да. Но ако си обседнат за некоја цел, ама при тоа не ти е премногу гајле ако не го добиеш у планираниот момент да ја постигнеш целта, туку ја презакажеш целта за нареден период, тогаш е окей, продолжи да инсистираш. Но ако ти си фокусиран со енергија, мора да го имаш тоа. Леле ако не го добиеш тоа, леле проблеме, леле ако не, леле што, леле мора, тогаш станува многу сериозно и станува многу тешко. И обично кога човекот мора, тогаш му бегаат работите затоа што у таа енергија на морам, има некоја негативност поврзана со тоа ако го нема нештото. Гледате, но ако ви имате став, абе сакам да го имам тоа нешто, ами ако не го имаш тоа нешто, па голема работа. Гледаш, правиш една рамнодушност, не рамнодушност у негативен смисол, него
правиш, добро, ако не го добием ова сега, ќе го добием во некоја друга компанија или оваа среќа ќе ја добием со друга личност или ова нешто ќе го направам на друг начин. Знаеш, тогаш го немаш тоа мора. Да ви дадам наједноставен пример. Дали ви се случило или да имате вие пријатели, каде што ќе се обседне некоја жена или ќе се обседне некој брачен пар дека мора тогаш да забремени девојкава или мора тогаш да има и да роди дете. И не иде. Зошто не иде? Поради тоа што има тој притисок на мора. И тоа како почнеш да правиш мора, ама тоа е со една негативна енергија, груба енергија. Целта почнува да бега. Ама ако ти дојдеш со енергија, сакаш тоа да го направиш. Ами ако не дојде сега, окей, ќе дојде некојаш. Ама не си на негативен начин, ајде да речем се на негативен начин обседнат со тоа, преку тоа мора, на тој начин обседнат, мора, тогаш она што се случува, ти не ја привлекуваш целта. Но ако дојдеш со став, можам да го имам ово, сакам да го имам, ама ако не го добијам седе, голема работа, окей, ќе го добијам друг ден, друг момент. Сте виделе, например, моменти каде што е брачен пар, кој што не може да има дете, ќе посвојат дете. И дека во многу случаеви има ситуација каде што тогаш жената ќе забремени. Посвоиле дете, не мора да има сега дете. Она е окей, има дете. И у тој момент ќе се релаксира, ама се уште целта е таму, и бум, ќе се деси нештото. Зашто? Поради тоа што го нема нештото на мора. Тоа не значи дека треба да се откажете. Не, треба да инсистирате и треба да бидете упорни, ама на убав начин упорни. Упорни на релаксиран начин, ајде така да кажем. Упорни на релаксиран начин, да и ако не го добиете тога сега моментот, дека не е проблем. Не е трагично, дека не е нешто кое што ќе ви го смени животот на не знам колку лошо. Ако го имаш тој став, сакам да го имам ова, и правам работи за да го имам, и креираш една убава лесна енергија при тоа, уживаш во твоите напори, уживаш во акцијата, уживаш во енергијата што ја креираш за да го добиеш тоа прво, и да не го добиеш тоа, окей ти е затоа што ти си креирал убава енергија, убава акција, могу си со енергија морам, тогаш не уживаш во таа енергија која креираш преку морам. Гледате, имате луѓе што креираат преку морам. Имат луѓе кои што креираат преку сакам, ама и ако не дојде, ќе дојде во еден момент, ама не се откажам. Сакам да дојдам до тоа, ама и да не биде тоа, може да биде нешто друго, може да биде некоја друга форма, може да биде на друг начин. Ја сакам таа голема цел, генерална цел, ама и ако не дојде преку овој конкретен начин, ќе дојде на друг начин. Ама целта ја сакам. Ама гледате, не сте компулзивни, не сте обсесивни на негативен начин, дека мора да го добиеш нешто. Затоа што кога ќе почнеш со таа енергија, прво правиш стрес за себе, второ правиш стрес за сите. Сте виделе, може имате брат и сестра. Кај што едниот или две сестри или два браќа, кај што едниот е порелаксиран, тој е полабав, он сака да има и ако не добие, не е проблем. Сте виделе во фамилијата некој такво дете, и да не добие не е проблем. Тоа дето што е полесно со, ама некој друго дете, леле, он ако не го добие тоа, пак ќе почне да плаче, пак ќе почне да вика, пак ќе почне да драматизира, пак ќе почне да драми, он ги напне сите околу него. Убаво е да има амбиција човек. Ама исто така не мора таа амбиција да го сруши него и да ги струши слите околу него. Поради тоа што во животот имаме, немаме, човек што обсесивно мора све да има, тој не ужива у ништо. Тој секогаш мора обсесивно да има нешто наредно. И он, за да ужива во нештото, и некојаш на некој човек кој што има све, па тој не е среќен, затоа што кога нештото го имате, па имате баланс со нештото што го немате, и тоа нешто што го немате сакате да го имате, ама при тоа не правите проблема ако го немате сега. Ама работите со креативна и конструктивна енергија да го имате тоа што го немате, вие сте шампион у животот. Зашто? Зашто уживате во вашиот живот. Не е проблем и да го немаш сега. Зашто? Зашто поважно е да уживаш во енергијата која што ја даваш за да го добиеш, отколку стресот што си го правиш, мораш да го добиеш. И мораш да го добиеш до тој момент. Да, таргети и рокови се важни, ама при тоа ти дај се од себе да го добиеш во тој рок. И не прави стрес на тебе и на сите ако не го добиеш во тој рок. Ти си се вложил, си дал се од себе. Океј, пријателе. Добре, си дал се од себе.
Океј, не си го постигнал тоа у твој рок. Океј, има нареден месец, има. Има наредна година, има. Продужи играта. Не се откажува. Ама немој да правиш тензија и стрес на сите околу тебе, ако не го добиеш нештото у тој момент. Затоа што има нареден ден. Имаш цели. Тоа е важно. И оно што е важно е која енергија даваш ти. Знаете, имате луѓе што се перфекционисти на нездрав начин. Леле, он ако не го доби нешто е перфекционизам, он зима камшикот фигуративно се мава. Бам. Имаш некој што сака да дојде до перфекционизам преку грешка. Веројатно зборот перфекционизам, претпоставам, доаѓа од два латински per facere, преку правење. Не те преку правење. Ти не можеш одма да го направиш нештото да биде одма без грешки или одма да биде најдобро. Па преку правење, преку обид и грешка. Еволуција. Телово милиони години еволуирало. Ама како еволуирало телото? Преку обид и грешка. Предходната форма, која што не била, нели, као Homo sapiens, што сме сега, било предходна форма, па пред тоа била друга форма. Луѓе, милиони години поминало до организмот не свати дека треба раце да пушти нозе, треба се исправи на две нозе. Дур сме сватиле, се ти сакаш одма. Па ако сакаш одма, окей, убаво е, работи на тоа, ама при тоа не си прави тензија на себе, зашто не уживаш во играта на животот. А при тоа не треба да се откажеш од целта. Да не ме разберете погрешно. Не треба да се откажете. Имајте ја целта, зашто е играта. Ама гледајте да имате генералната цел. И некојаш таа генерална цел што сакаш да ја постигнеш, доаѓаат преку други форми. Не преку луѓето кои што си зацртал да дојдат, ќе дојдат преку други луѓе. Само патот ќе го смениш, дестинацијата не, како генерална цел. Ме разбирате? Како примеров, сакал да игра у работнички и у МЗТ. Не го викнале, играл у, не знам, у друг клуб, у Шкупи. Поздрав Енвер. Шампионски тренер. Преку Шкупи отишол у Турска, од Турска отишол у друг клуб, бум, му завршува кариерата у работнички, уште пубаво. Ете ти. Ама не си го добил тоа одма на 17 години дека мора да играш за работнички или МЗТ или кој да е. Клуб. Играј, уживај, биди, твори, креирај ефекти. И при тоа, немој да си многу сериозен ако не го добиеш одма, ама имај амбиција и имај напор да го добиеш, поради тоа што нема поубаво од човек што се труди да добие нешто во животот, поради тоа што човекот тогаш има структура, има дисциплина, има зашто станува и има пат кој што го води до некаде. Многу е глупо ако немате пат, а немаш пат ако немаш цели, ако немаш дисциплина. Ако имаш цел, имаш дисциплина, имаш пат, и тоа ти дава структура на животот и животот ти е спастрен. Животот ти излезе убаво. Скоцка, не ти го контролира животот. Ако немаш ти цел и немаш дисциплина, животот те контролира тебе. Има ли нешто попаметно и поважно од тоа да имаме цел и да имаме дисциплина да ја добиеме цел? Не. Ама при тоа дисциплината не смее да ве срозе. Не смее да ве направи да едноставно бидете премногу сериозни и да мислите дека ако не го постигнете тоа сега или нешто што привидно изгледа како привремен пораз, затоа што има привремен пораз, секогаш поразите се привремени ако не се откажеш. Поразите се привремени ако не се откажеш, ама поразите се трајни за оној кој што се откажа. Гледате, разочараниот човек, проблеми има со неговиот живот поради тоа што веќе нема дисциплина и нема цел. Нема зашто тој да има дисциплина, зашто работите веќе не му се важни. Очаран не е веќе очаран, воодушевен. Така да гледате да сакате да го добиете нештото, ама немате да идете преку концепт мора. Затоа што кога човекот ќе земе да мора, нештото почнува да му бега. Ама ти ако речеш можам да го јам, сакам, ама не морам. Гледате, имате некој дечко и девојка. Дечко посега по девојкава бега. Девојкава посега по дечко бега. Девојчето ќе се повлече, дечко посегнува. Дечко ќе се повлече, девојкава посегнува. На крај краишта, луѓе, имате многу работи во вашиот живот. Целта е важна, ама патиштата како ќе дојдете до вашата цел не се само по тој пат. Секојаш патот треба да е честен и етичен, апсолутно. Не смее да е нечестен и неетичен, затоа што тогаш вие ќе се разочарате од вас, нема да бидете горди на вас кога ќе го постигнете тоа, затоа е многу важно да го постигнете нештото на честен и етичен начин, поради тоа што гордоста ваша е уште поголема. Но сакам да кажам, не е само тој пат.
Знаете, како кога имате GPS дестинација, ако утнеш патот ти вика rerouting, он по друг пат ќе те однесе таму, само што не ја сменуваш дестинацијата. Не ја сменува дестинацијата, смени го патот ако не функционира со тој пат, и ако не функционира со твојата енергија на морам, а не функционира, смени енергијата на сакам, се трудам, настојувам, ами ако не го добиеш нештото, не го земај премногу трагично, сериозно или негативно, поради тоа што ако истраеш, ќе го добиеш тоа. Пак ќе кажам, може би преку друга форма, може би преку друг прат и други луѓе, но ќе ја добиеш целта која што ја сакаш. Поздрав, убав викенд, се гледаме понеделник. Чао!